Од 1 јануари, цената на електричната енергија за домакинствата ќе се зголеми во просек за 0,92%. Првиот блок ќе поскапи за 0,68%, вториот за 0,9%, а третиот и четвртиот блок ќе се соочат со зголемувања од 1,93% и 2,24%. Ефтината тарифа ќе поскапи за 0,9%. Председателот на Регулаторната комисија за енергетика, Марко Бислимовски, нагласи дека ако беше прифатено барањето на Евана Хоум, зголемувањето ќе било 4,4%. Просечно домакинство ќе плати 21 денар повеќе, односно новата сметка ќе изнесува 2321 денар. Цената на електричната енергија по блокови ќе биде малку повисока. Македонската берза бележи значителен раст, со пораст на цената на акциите за 49% од почетокот на годината. Вкупниот промет од тргувањето со хартии од вредност во ноември достигнал 41,3 милиони евра, што е значителен пораст во споредба со претходните месеци. Најтргувани акции беа на Комерцијална банка, Алкалоид и Македонија Турист. Берзанскиот индекс MBI 10 достигна 10.012 поени, приближувајќи се до рекордот од 10.057 поени од 2007 година. Главните фактори за растот на берзата вклучуваат продажба на акциите на Македонија Турист и глобалниот оптимизам по победата на Доналд Трамп, што влијаело на инвестициите и на македонската берза. Македонија Турист привлекла внимание со големите трансакции, а акциите на Комерцијална банка и фармацевтскиот сектор исто така биле популарни. Брокерите очекуваат растот на цените да продолжи во краток рок, но не се сигурни за 2025 година, со оглед на економската состојба во Европа и инфлацијата. Агенцијата за храна и ветеринарство на Косово соопшти дека ја следи ситуацијата по алармот на Европскиот систем за безбедност на храна за пратката мандарини од Албанија. Косовската агенција за храна и ветеринарство ги засилила контролите и ќе зема примероци за тестирање на присуство на пестициди. Пратките се задржани на граничните премини во чекање на лабораториски анализи. Иако Косово не било дел од соопштенијата на Европскиот систем, агенцијата презела мерки за да ги отстрани сумнежите. Досега не се пронајдени сумнителни елементи во пратката. Пепелта од јаглен, која се произведува во огромни количини во САД, е голема опасност за здравието и животната средина поради токсичните хемикалии што ги содржи. Сепак, научниците откриле дека пепелта може да биде извор на ретки земјени елементи, кои се клучни за транзицијата на чиста енергија и за националната безбедност. Овие елементи можат да бидат вредни околу 8,4 милиарди долари и да помогнат во намалување на зависноста од Кина, која доминира со снабдувањето со ретки метали. Откритието на овие ресурси доаѓа во време на геополитичка напнатост помеѓу САД и Кина, што го прави ова откритие од стратегиско значење. Американските власти депортирале повеќе од 270.000 мигранти во 192 земји во текот на една година, што е значителен пораст во однос на претходната година. Многу од мигрантите претходно нелегално ја преминале границата со Мексико, а третина од нив се обвинети или осудени за криминални дела. Овој проблем ќе му биде предизвик и на новоизбраниот председател Доналд Трамп, кој најави масовни депортации за време на кампањата, на што се соочува со критики и логистички проблеми. Илегалните преминувања на границата со САД растеле во почетокот на мандатот на Бајден, но се намалиле по заострување на процедурите. Работниците во 7 објекти на компанијата Амазон започнаа штрајк со цел да го принудат работодавачот да потпише колективен договор за време на празниците. Штрајкот беше најавен од синдикатот на транспортери и камионџии Тимстер, кој е најголем во САД. Работниците решија да протестираат откако Амазон го игнорираше рокот за започнување на преговори за колективен договор. Штрајкот погодува едно складиште во Сан Франциско и 6 испоракачки станици во Калифорнија, Њу Јорк, Атланта и Илинојс. Сепак, Амазон смета дека штрајкот нема да има големо влијание на работењето. Астробот беше прогласен за најдобра игра за 2024 година на доделувањето на наградите, освојувајќи најмногу признание. Директорот на студиото Асоби, Николас Дусет, ја истакна инспирацијата која ја добил од Nintendo и нивната иновативност. Играта Балатро, која комбинира елементи на покер, беше наградена како најдобра дебитантска инди игра, најдобра мобилна игра и најдобра независна игра. Покрај наградите, беа најавени нови игри, вклучувајќи Elden Ring, Night Train, Split Fiction, Intergalactic, The Heretic Prophet и The Witcher 4, кои ќе се фокусираат на Сири. TikTok започна со проширување на европскиот пазар со лансирање на својата услуга за купување преку апликација во Шпанија и Ирска. Новата функција, TikTok Shop, овозможува на корисниците директно да купуваат производи преку социјалната мрежа и да комуницираат со компании и креатори во реално време. Сервисот започна во Шпанија со различни производи, како електрични фритези и здравствени додатоци, во ценовен опсек од 3 до 60 евра. TikTok планира да ја прошири оваа услуга и во Франција, Германија и Италија. Проширувањето се смета за стратешки потек поради потенцијалната забрана на платформата во САД.
Новиот акциски филм на Netflix, Carry On, кој го освои првото место на глобалните листи, стана хит поради забележаната грешка во една сцена. Тиктокерка по име Флорида Фирбрид објави видео во кое укажува на разликата во изгледот на бебето во две сцени. Во првата сцена, жената носи дете со кафена коса и светло син джемпер, додека во следната сцена детето изгледа сосема поинаку. Видеото стана вирално со 5,9 милиони прегледи, а гледачите се пошегуваа со различните теории за замена на бебето. Многумина го споредуваа филмот со Умри машки, а режисерот Жаун Колецера откри дека тој филм бил инспирација за Carry On. Нью Йорк Пост известува за необичен инцидент на лет со авион, кога патник забележал дека тече вода од тоалетот и ја известил стюардесата. И покрај напорите на екипажот, водата продолжила да се шири кон предниот дел на леталото. Видеото од настанот стана вирално, собирајќи над 7,2 милиони прегледи. Клипот, поставен со музиката од песната My Heart Will Go On на Селин Дион, ги прикажува патниците како реагираат на поплавите со хумор и непријатност.